Добар ден, почитувани, го следите петточното издание на Телма Амбуланта. Денешната емисија реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Понекогаш, решението за одредени здравствени проблеми се крие во третманот со сегментот од сопствената крв. Регенеративната метода PRP представува плазма богата со тромбоцити, третман што почесто се наоѓа примена и во оториноларингологијата. Во денешната емисија ќе објасниме што точно представува PRP, како делува врсносната слузница, кога се применува и кај кои пациенти дава најдобри резултати. Разговараме со доктор Димче Марковски, оториноларинголог. Останете на Телма. За регенеративната метода PRP, за плазмата богата со тромбоцити, која што наоѓа примена во оториноларингологијата, пред се во третманот на слузницата на носот. Денеска разговараме со доктор Димче Марковски, оториноларинголог во клиничката болница Жан Митрев. Докторе, добар ден. Добре дојдовте во Телма Амбуланта. Добар ден, Марија. Добро што сум повторно тука, ви благодарам на поканата. Хајде на стартот на самата емисија да објасниме што е тоа точно PRP и на кој начин се добива таа плазма богата со тромбоцити. PRP тоа е третман каде што се продуцира од сопствената крв на самиот пациент или личност, земајќи од неговата крв, таа се центрифугира и се одделуваат плазмата и тромбоцитите и плазмата е таа жолта течност, всушност се добива. И тука го инжектираме, всушност го аспирираме тој дел и самото течност што ја има ја аплицираме во носната лигавица во случајот кај нас. Што е тоа во тромбоцитите што им дава лековита моќ? Тромбоцитите имаат неколку фактори. Тоа се тромбоцитни растички фактор, бета растички фактор, фибриноген растички фактор и редица други што му даваат всушност самата суштина на третманот и помагаат за сопствената регенеративна мок на организмот кон заздравување на разни, за обновување, рехидратација на самата клетка и подобрување на незината функција. Може ли да се каже дека PRP третманот е природен, со оглед на тоа што се користи крв, сопствена крв од пациентот? Секако и тука немаме никакви негативни нуспојави, бидејќи не може да има алергиски реакции, не користиме различни видови на крв, туку сопствената крв на пациентот. Да, тоа е најголемата предност. Тоа е предност. Но која е разликата помеѓу PRP-то што се употребува во носот, во споредба со PRP-то што се применува во ортопедијата, например за колено, па потоа во дерматологијата, во естетиката, знаеме дека има PRP третмани за кожата на лицето. Точно. Нема некоја разлика, всушност и таму се користи истата плазма богата на тромбоцити. Во ортопедијата обично се користи и се аплицира во зглобовите како колено, лакто, се користи за регенеративната моќ кон тетивите и зглобот, нели, соодветниот зглоб, а во дерматологијата таа знае да биде користена и како за предпресадување или после пресадување на коса, за разни пополнување, да речеме назолабиални простори, еден вид како природен филер. Ете така, точно го стимулира и колагенот. Заради тоа се користи. Така, но за овие третмани сме слушнале. Дали е PRP-то во оториноларингологијата нов третман или едноставно не сме слушнале за него, па сега се популаризира? Не, Марија, не е нов третман. Фактички новост можеби ете кај нас, бидејќи јас во некои проучвања што ги направив, не најдов некој од колегите да се занимава кај нас. Тоа и можам да речам дека сум еве првиот. Инаку во светот не е нов, тој веќе го има и 2 децении. Во проучвањата и студиите што ги читав се користи не само во носната празнина, туку се користи и при миринго и тимпанопластики, тоа кога имаме перфорација на тапанчевото, на тапанчевата мембрана. Се користи и во стоматологијата, во апликација на гингивата и непцињата, така да каде што има потреба за заздравување на рани или регенерирање на оштетена лигавица, наоѓа примена. Кога станува збор за носот? Да. Може ли да ги смири воспаленијата? Секако, бидејќи ја обновува самата лигавица,
доста често кај нас, да речеме, после кај едни остри или хронични синузити, имаме прекумерна употреба на назални капки, деконгестанти, некогаш и кортикостероиди, и тоа доведува до дехидрирање на клетките во назалната мукоза и лигавица. Тука имаме една хидратација, зголемување на регенеративната моќ, да ја обнови лигавицата, да подобро функционира и да ги подобри функцијата на носот, бидејќи носот и носната лигавица имаат неколку функции. Едната е да го затоплува воздухот, другата е да го влажнува воздухот и третата е да го прочистува воздухот. И со ова фактички ги помагаме нормалните функции на носот и носната лигавица. Како се аплицира PRP во носната лигавица? Со игла, со шприц, исто како што се аплицира во колено или на лице? Точно, само тука користиме од најтенките игли, или 27G, тоа се еден вид инсулински игли, најтенките, за да може и што помалку да ја травмираме лигавицата, поради фактот што таа е доста крвоснабдена и да спречиме некое дополнително крварење. Аплицираме колку пати треба се боцне? Аплицираме прво локален анестетик. Значи мора анестезија се стави, бидејќи процесот е болен во спротивно? Сепак боцкаме и сега тука станува збор за различна чувствителност на болка, кај некој е повеќе изразена, кај некој помалку. Сите имаме различен праг на болка. Точно така. Претежно апликацијата на анестетик е со спреј, но каде што повеќе е изразена може да аплицираме и локален анестетик, да инфилтрираме во лигавицата и боцкаме на неколку места, не на едно. Зависи, може да се користи, да речеме, каде што ќе видиме раничка која често крвари, да биде околу неа концентрирана самиот третман, а некаде каде што е, да речеме, постоперативно, може да биде и на повеќе места на лигавицата, некаде и околу 10 на страна, по ностра. А ефикасноста ќе биде различна во зависност од местото на кое што се аплицира PRP методата? Видете, аплицираме на повеќе места за да може не само на местото каде што е раната или иритираната лигавица, за да може и локалните клетки да бидат регенерирани, подмладени и обновени и да имаме уште подобар ефект, бидејќи каде што имаме сувост на носната лигавица, често пациентите се соочуваат со болка и печење на носот и при допир или бришање со носна крпичка, а овде всушност ние им помагаме да таа сува лигавица биде обновена. Обично колку трае третманот? Третманот трае неколку минути. Самата подготовка е повеќе додека се земе крвта од пациентот во лабораторија, па се центрифугира неколку минути во апаратот, да се издвои плазмата, да се постави во тенки шприцови и потоа да ги аплицираме. Има потреба од повторување на овој третман? Самиот ефект не можеме да кажеме дека ќе биде од еднаш, сепак тука имаме индивидуални разлики, зависи од моќта на организмот. Некој реагира побурно, некој помалку и некаде треба да се повторат, но доста ретко можеме да видиме подобрување само со еден третман. Се препорачува барем околу 4-5, а некаде и 10. Има ли нешто што пациентите не треба да го прават откако ќе им биде аплицирана плазма богата со тромбоцити во носната празнина, односно во лигавицата? Едно од нештата што не би требало да прават е да има прекумерна употреба на алкохол или прекумерна употреба на никотинизам или тутунопушење, бидејќи тука имаме периферна вазоконстрикција или стегање на крвоносните садови, по тој начин се намалува потокот на крвта во лигавицата. Друго што треба да се избегнува е лекови за разредување на крвта. Тоа би требало да биде избегната по можност. Не сме да се чепка носот, да се пипка? Не е толку проблем тоа, не би рекол. Чисто само поради боцкањето тој ден, повнимателно, бидејќи може да има локално мало крварење, кое досега никогаш не било пречка и тоа престанувало за неколку секунди до минути со поставување само на сув памук во ноздрата. Сув памук потоа се става така? Тоа има, сувиот памук, да ви кажам искрено, има доста хемостатска моќ и што значи тоа? Да го запре крварењето. Така да го препорачувам секогаш и на пациенти кога,
дали било кај дечиња или возрастни, ако имаат крварење од нос, да стават сув памук во носот и да направат дигитална компресија на местото. Да не креваат раце, да не легнуваат, да не вртат главата наназад, бидејќи по тој начин се слева крвта во грлото. Ако не ја исплукаат, ако ја голтнат, после се јавува гадење и кој води понатаму и до повраќање. А дали плазмата богата со тромбоцити, односно PRP методата, може да даде подобрување кај пациентите кај кои што има крварење од нос? Таму каде што е оштетена лигавицата, да, тоа е еден и од третманите. Ние претходно сепак пробуваме да лекуваме, да ја хидрираме еден вид лигавицата со масти локални, со апликација на спреови кои содржат пантенол. Пантенолот тука доаѓа за заздравување на рани. Тоа го има и во масти кои го користат и во другите хируршки специјалности за кожата. Витаминот А доста ни поможува за епителизација и за регенерирање на таа сува носна лигавица. Кога тоа не успее, ова е дополнително нешто, нели, да активираме собствената моќ на организмот. Да проговориме за најчестите заболувања кај кои што може да се користи PRP методата. Што е со хроничен синузитис, да речеме, со воспалени синуси? Ќе даде ли тоа ефект? Па видете, кај со хроничниот синузит имаме иританци кои хронично ја дразнат, ја иритираат самата лигавица и имаме употреба на носни капки и спреови. Самата нивна апликација до некаде води до дехидрација на клетките во носната лигавица и тука има примена со тоа што врши подобрување, пак ќе речеме една хидратација, едновување. Таа лигавица е некогаш изгледа како сварена кога ја гледаме на риноскопски преглед, некаде ја гледаме оштетена, сува и некогаш и при допир таа може да крвари. Ги имаме и тој момент. Но секогаш напоменуваме кога гледаме таква лигавица или кога имаме пациенти со хроничен синузит дека треба да се запази едно правило во апликација на носните спреови капки. Тоа е десна рака лева ноздра и лева рака десна ноздра. Да не сочи врвот од спрејот кон преградата, туку да сочи кон надворешниот дел на ноздрата и по тој начин имаме едно турбулентно распрскување на целата носна половина. А ако се аплицира само кон преградата, тука доаѓа до исушување, до болка и некогаш и до крварење. Во тој случај PRP е можност? Да, секако. За секако. И при честа употреба на спреови во носот кај хронични синузити или алергиски ринити, секогаш треба да размислуваме за промивање на носната лигавица, за користење на еден вид маслени АД, капки. Прво да пробаме со поосновните начини на апликација, да не биде секогаш, бидејќи инвазивно, бидејќи сепак овде имаме боцкање, тоа ќе веќе инвазивно лекување. Ќе ги вклучиме и гледачите, почитувани од тој момент емисијата е контактна, можете да поставите прашање кое што е поврзано со темата на која што говориме, а тоа е PRP третманот кај носната лигавица, односно со кожата на носот. Што се оние пациенти кои што имале некаков хируршки зафат, да речеме на преградата, на носната преграда? Тука PRP-то има многу голема помош во тоа, дури и постоперативниот третман. Искрено го размислував неколку седмици, месеци уназад ова прашање и да почнам кога имам веќе хирургија на носот, после корекција на преградата, веднаш интраоперативно да аплицирам PRP, бидејќи тоа помогнува во заздравувањето на раните и помалку формирање на корички или крусти, кои често се соочуваме после операција на синуси или на носна преграда. Тоа пречи во дишењето и затоа се потребни контролите постоперативни, кога ќе ги видиме, да ги отстраниме, за да му олесниме подобро да диши на пациентот. А што е со оние пациенти кои што имаат нарушено чувство за мирис? Да речеме после некоја вирусна инфекција. Да, доста често се случува тоа. Вирусите имаат неврогенна активност. Може да се соочиме во случајот со осетот за мирис во носот, загуба или намалување
чувството за мирис, некаде се соочуваме и со загуба на слухот или намалување на слухот после некои вирусни инфекции. Навременото детектирање и диагностицирање е доста важно за да се започне една витаминска терапија која поможува за еден начин да се рехабилитира нервот, во случајот олфакторниот или нервот за мирис. А доколку не помогне тоа, да, ПРП третманот секако се препорачува и една од индикациите за употреба и апликација е тоа. Имаме гледачи кои што очекуваат да се вклучат во денешната емисија со нивните прашања, почитувани во продолжение на емисијата. Ќе слушнеме неколку прашања од гледачи. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Поздрав до емисијата и до докторот и водителката. Ви благодарам. Јас имам проблеми со голтањето, а пред неколку години снимка има направена, во слунисите цисти ми се имат лебувано. И прилично имам слуз од носот и доаѓа по случај да не може да е голта. Решение нешто. Ми рекла, имам одена на доктор, ми рекла алергија има. Па примам некој апчина, навечер го примам, а преку ден се спреј по употреба од време на време. Значи како едно мислење од докторот Вемона. Така, совет и препорака за вашата ситуација која што докторите ја поврзале, колку што разбрав, со алергија. Што би можеле да препорачате? По вашиот случај, господин, не мислам дека има потреба од примена на ПРП. Тука би зборувал повеќе за прием на течности, за да може полесно да се разводни тој секрет што го имате и кој се слева назад во носоголтникот. Другото што би ви помогнало е промивка на носната лигавица со солени морски раствори, дали било тоа физиолошки или готовите кои ги има во спреови. Од спреот што го користивте, што спомнавте дека го користите преку денот, верувам дека тоа е назален кортикостероид кој се препишува за алергиски ринити, а навечер таблетката што ја пиете исто антихистамин кој е за алергии. Често при потешки алергии се комбинираат, при полесни одат едно од двата лека. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во програма сте. Ве дела од носот жртви балгами. Имате, значи, обоен секрет од носот, така? Да. И предпоставам ви е затнат носот, така? Или не? Да, навечер ви е затната, дење не е така. Само навечер е затнат и имате обоен жолт секрет од носот. И предпоставам барате совет што понатаму. Ви благодарам за вклучувањето. Докторе, што би советувале? Во овој случај препорачувам да се земе бриз од носот, за да се испита дали се работи за некаква бактерија, поради фактот кога што имаме обоен секрет, тоа доста често знае да излези бактеријална инфекција. Кога е безбоен или прозрачен, повеќе води како вирусна настинка или алергија, но во случајот советувам да се земе бриз од нос. Секако би помогнале за полесно разводнување. Исто апликација на солени раствори во носот пред да се примени нешто дополнително, сепак потребен и еден преглед, доколку не Обично поминува какви тоа. солени раствори? Има хипотонични, хипертонични, Да, добро изотонични. Во случајот кога имаме погусти секрети, користиме хипертонични раствори, бидејќи тие полесно ги разводнуваат. Не се препорачуваат да се користат постојано поради фактот што еден начин не извлекуваат водата од клетките на залната лигавица, затоа изотоничните тука за подолготрајна употреба или при алергии можат да најдат повеќе примена, но сепак зависност од густината на секретот која ја има. Така. Ајде да го слушнеме следното прашање од гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Го очекуваме вашето прашање, повелете. Поздрав до докторот. Вака имам околу 30 на години, веќе 10 години имам хроничен синузит. Имам се пробано, лечено со секакви кортико, спреови, се можно. Дури веќе го имам изгубено една година дена осетот на мирис. Така да би сакала да прашам докторот што би ми предложил, што понатаму да направам. Така, еве едно убаво прашање, ви благодарам за вклучувањето во програма. Ви
Ви благодарам за прашањето, навистина е на место според темата. Пред се верувам дека имате направено една компјутерска томографија на синусите. Тоа ни е едно дополнителен патородител во оваа ситуација. Доколку сте пробале различни терапии, како што спомнавте, и кортикостероиди и разни спреови, а станува збор за хроничен синузит, сепак треба во периодот кога е тој изострен да се внимава. Всушност, кога ќе почне една назална секреција, ако таа има боја, без разлика дека се работи за хроничен синузит, секогаш советуваме да се земе бриз од носот, да подпомогнеме за неговата елиминација на секретот, некогаш со прием и на муколитични лекарства или сирупи, кои го разводнуваат, исто како за една влажна кашлица, и употреба на назални тушеви или спреови, како што ги спомнавме, дали изотонични или хипертонични, во зависност од тегобите кои ги имате, дали са тоа зборуваме за едно нарушено дишење или пецкање, оток, сувост на носната лигавица, кај вас би можело и да најде примена употребата на ПРП третманот. Ке ги вклучиме и другите гледачи кои што сакаат денеска да постават прашање во Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Ве слушаме, во програма сте, повелете. Ајде да поздрав до вас и до професорот, да ве прашам, мојот сопруг боледува од синузитис подолго време. Секој ден од носот му капи вода, чиста вода. Употребуваме разни лекови, обично флексоназа го зема, вода за испирање, морска вода, витамини, неурофорте и други витамини, меѓутоа не можеме да го спречиме тоа течење од нос. Кажете што треба понатаму да правиме. Така. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторе, што би советувале во овој случај? Спрема она што го кажа господјот, одлично се справуваат во однос на терапијата. Тоа е терапијата која е потребна за нив. Во случајот зборуваме за веројатно за еден алергиски ринит или еден вазомоторен ринит, бидејќи самиот секрет е како водичка. Флексоназето или назалниот кортикостероид до еден начин го потиска таа продукција. Може да се комбинира и со таблетки за алергија, како посилен ефект. И имаме, да речеме, еден вид и трета одбрамбена трета терапија, која што е кај потешки алергии, каде што имаме и белодробни симптоми, така да потребно е да се консултираат пак со алерголог или во случајот со уво, нос и грло, за да се види кој е степенот на изразеност на тие симптоми и колку време е употребата на лековите, колку поможува, колку нема ефект, за да може евентуално да се промени со друг спреј. Сега имаме, да речеме, и доста природни спреови, каде што некаде има колоидно сребро, некаде има прополис, некаде има и со озон терапија, може и тоа дополнително да даде во случајот подобрување. Ајде уште еден гледач да вклучиме. Добар ден. Добар ден. По програма сте. Поздрав. Поздрав и до вас. И до докторот. Сакам едно прашање да поставам по возрастна личност за носот или течи или заднат. Сега, дали може ринокото спреот да се користи подолго време, 5-6 месеци до година? Така, дали одредени терапии може долготрено да се употребуваат. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Пред се употребата на кортикостероиди назални, секогаш ние гледаме да внимаваме во нивната употреба и колку може да ја штедиме носната лигавица, но секогаш тоа зависи од тежината на симптомите, на алергискиот ринит, така да некаде одиме најмалку само 1 месец терапија, а според потребата кај целогодишни или повеќе сезонски
ринити, одиме некогаш и 3, 4 и 6 месеци. Тука се јавува еден момент каде што при подолготрајната употреба имаме, како што и претходно спомнав, една иритација, едно исишување на носната лигавица и треба да се внимава со тоа дополнително да се додаде, да речеме, назална маст која ја овлажнува носната лигавица и ја почистува полесно, бидејќи со толку апликација доаѓа до доста дразнење на самата носна слузокожа. Ќе оставиме простор за уште неколку гледачи, а потоа ќе се вратиме и на нашиот концепт. Сепак тие секогаш имаат предност. Добар ден. Добар ден за уште еден гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Во програма сте, повелете. Добар ден. Мислам дека треба да го следите разговорот преку слушалката и да го намалите тонот на телевизорот. Добро. Тоа е проблемот. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вашата телевизија. Ви благодарам. Поздрав до вас. Поздрав до професорот. Сакам едно прашање. Нешто слично како претходниот гледач. И мене од носот, кога малку ветерче, кога малку залади, исто една слуз ми истекува, многу малку, ама сепак ми смета. Негде како солза, чисто бистро ми истекува и некогаш и кога јадам ми се случува тоа, ретко. Меѓутоа, еве, кога ќе малце зафати ветер, кога малце ќе ми залади и тоа така се случува. Бистра, чиста како солза течност. Така. Многу малку, не е многу. Но тоа вас ви пречи и се прашувате дали има решение за вашиот проблем. Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Докторе, што би советувале? Дали е тоа нормално при студ да се односот да истече некоја течност? Кај некои личности тоа е доста потенцирано, наликува на алергија, али всушност ние го нарекуваме вазомоторен ринит. Тука доаѓа до израз вазомоторна нервна система, која што е неволева, ние не можеме да ја контролираме. Доста често, може би, вете, ако го се присети па самиот гледач, дека ако стапне бос на ладен пот, истото тоа се провоцира. Некогаш кај тие личности, дури и некои ситуации како стрес, нервоза може да провоцираат таа водна секреција од носот. Всушност, бидејќи кај него се доста малку изразени тие симптоми, мислам би поминале со еден изотоничен солев раствор. Значи, изотоничен раствор со солена вода. Точно. Тоа би било решение. Да, ако тоа не помага, тогаш може би во апликација на назални кортикостероиди, но не долготрајно, многу краток период во случајот, бидејќи се многу мали симптомите и не се постојано изразени. А овој солен изотоничен раствор кога да се преминува во текот на денот? Тоа не е проблем, не е проблем. Може и 3, 4, 5 пати во текот на денот да се прсне, бидејќи тука немаме некој лек што многу еритира носната лигавица. Ќе вклучим уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Во програма сте и го очекуваме вашето прашање. Повелете. Еве вака. Јас имав мигрен. Тоа употребував лоратадин. И претходно ми даваат некои други лекови, меѓутоа сега лоратадинот го употребувам и мислам, многу сум алергична на полен. Добро. И така да навечер, мислам, без трака, без капа, ја не излегувам од дома. И тоа ми помага многу. Трака, значи обавезно трака навечер со неа си спијам. Каква трака? Знаете каква трака? Од тие траките што се модерни сега. Ја ги имам 10. Аха. И со нив си спијам и ми ствара топлина и не ме боли ни глава, ни мигрена, ни силно. Значи вие така си го најдовте решението со затоплување. Така, Така, предпоставам дека сакавте да споделите ваше искуство. Како? Дали е уред тоа или не? Дали е тоа добар пристап или не? Ви благодарам за вклучувањето во програма, докторе. Ви благодарам што се јавивте. Како што рекавте, господјата се го нашла и решила својот проблем. Зошто да не? Кај доста пациенти советуваме
обично кај хронични синузити, кога имаме едно обострување, топли, загреување на локалното место, но кога имаме една остра инфекција, тоа не го препорачуваме, бидејќи по физика на топлина инфекцијата може да се шири. Во случајот за едни хронични состојби советуваме поставување на топлина, а во однос на господјата само би дал совет, бидејќи спомна една пролетна алергија, со цел подобро поднесување на истата, таблетите ги спомна лоратадин, што ми помага да продолжи со истите, само пред појавата на симптомите, најмалку 2 недели да почне со терапија, за да може полесно да биде организмот подготвен кога ќе дојдат пролетните реагенси, иританти што ја предизвикуваат кај не алергијата. Дали имам уште еден гледач? Добар ден. Добар ден. Уште една можност еве за гледачот. Добар ден. Мислам дека се исклучил. Добро, продолжуваме понатаму. Да проговориме да вратиме на темата на која што говоревме, PRP третманите. Сега, дали тие носат одредени ризици? Споменавте дека алергиска реакција не може да предизвикаат, но можат ли да доведат до неконтролиран раст на одредено ткиво во носот? Не, до сега на носната нема слузница? До престимулација да дојде? Не, до сега во литературата не е опишан таков случај, така да нема таков ризик од прекумерно ткивно растење. Дали секој пациент е кандидат за PRP? И има ли одредена категорија, група на луѓе, како што не се препорачува, доколку имаат автоимуна заболување или некаква болест на крвта, што е со нешто имаат ниски тромбоцити? Точно тука лежи и одговорот. Не секој пациент, онколошки пациенти обично гледаме да се избегнува третманот кај нив, кај васкулитни заболувања или тромбоцитопенија, каде што имат низок број на тромбоцити во крвта, тука не се препорачува употребата на тоа, или кај пациенти кои што примаат терапија за разредување на крвта. А кај деца? И кај деца досега не го аплицираме, бидејќи сепак е еден вид мини инвазивна, но сепак инвазивна метода, имаме неколку пати боцкање во носот, сепак треба да биде во поголема возраст, да се објасни, не се практикува кај деца повеќе, за кај возрастни, кај нив се уште имаат поголема регенеративна моќ нивните тела и не е досега опишано апликација кај дечи. По апликацијата на плазма богата со тромбоцити во носната слузница, колку време е потребно за да почне регенерацијата и смирувањето на воспалението? Кога пациентите може да очекуваат да почувствуваат подобрување? Тука повторно ќе речем дека имаат индивидуални разлики. Сепак колку пати на колку места е самата апликација, индивидуалните разлики кај самиот организам како ќе реагира на тоа. Не може веднаш да се почувствува промена, бидејќи сепак имаме и дополнителна еритација и оток од самото боцкање. Обично тоа би требало да биде после 10 на 14 дена, зависи некаде и повеќе, па за да се повтори третманот, најмалку 2 седмици да поминат. А би имало ли разлика во ефектот кај пациентите со алергиски и со неалергиски ринитиси? Не практикуваме апликација кај алергиски ринит, бидејќи тоа не е лек за самата алергија. Тука зборуваме, кога имаме потреба да ја регенерираме еден вид самата лигавица, така да не би рекол дека првата примена за тоа би било алергиски ринит. Но кај оние пациенти кои што долготрајно употребуваат кортикоиди, капки за нос, кај нив може? А може ли PRP терапијата да успе сосема да исклучи употреба на капки за нос, например? Не. Не може да се размислува во таа насока? Ниту би ја заменела кортикостероидната терапија, бидејќи сепак едното е лек, другото зборуваме за пак едно подпомагање во опоравувањето, во регенерација. Значи како помошна терапија? Како помошна терапија, точно. На главната терапија? На главната, да. Така, сега, колку е траен ефектот од PRP третманот? Еве, пациентот ќе прими неколку терапии. Дали може да се очекува трајност на ефектот?
Кај некои пациенти тоа може да се очекува, зависи, да речам, кој е степенот на нарушеност, нали, на оштетената лигавица и некогаш и нема потреба од повторување. Нели, сигурно правите една алегорија со поставувањето на филери и ПРП третманот, бидејќи таму на 6 месеци до 12 треба да се повторува, а тука се зависи од самата состојба и колку понатаму нели ќе продолжи апликацијата на иритирачки агенци, како дали тоа би било спреови, капки или нешто на дворешната околина која предизвикува промените. А може ли PRP третманот да се комбинира, односно плазмата богата со тромбоцити да се комбинира со хиалуронска киселина, како што тоа се приминува, да речеме, во ортопедијата? Да, има начини. Или во дерматологијата? Има начини каде што се комбинира. Претежно сум работел чисто со ПРП без комбинација, но некаде каде што имаме поголемо оштетување и поголеми рани, мислам дека хиалуронот ќе помогне повеќе, бидејќи во последните години во назалните спреови кои се деконгестанти вклучуваат и хиалуронска киселина со цел да го намалат она дразнење и сушење на носната лигавица. Целта на хиалуронската киселина која е? Да хидрира? Да хидрира и да обновува. А има ли пациенти кои што едноставно не реагираат на овој третман? Секако дека има, некаде каде што гледаме дека нема никаква промена, советуваме дека нема потреба да се изложуваат на повеќе третмани. Но не може да заклучиме од еден третман дали ќе има подобрување или не. Значи не може од еден третман, треба најмалку колку? Најмалку 3 до 5 третмани да се направат за да се осети некоја разлика. Значи потребно е трпение во овој случај. Потребно е трпение и време. Сега, што се може да влие врз ефикасноста на третманот? Што е со животниот стил? Што ако тој пациент пуши, например? Пушењето кажав претходно дека прави една вазоконстрикција, едно стеснување, стегање на периферните крвни садови и капилари, така да тука би советувале нели тоа да се намали. Нешто што би помогнало е збогатување на исхраната со витамини од групата Б, особено B12, витамин С, зголемување на прием на суплементи на железо, секако хидрирање, доволно прием на течности, тоа и во основата нели, на функционирањето на човековото тело, сепак клетките се составен дел 70% вода. И секако за да може да се обнови телото, да се одмори, сонот влијае во квалитетен сон. Храната и сето останато, но живееме во средина која што е исклучително загадена, имаме мощно загаден воздух. Што би можеле да преземеме како хигиена дневна на носот? Како дневна хигиена би препорачал тие назални тушови, што ги спомнуваме, или употреба на носните спреови, промевки со физиолошки раствор, бидејќи изборуваме за секој дневна употреба, тогаш повеќе би натежнал кон изотоничните раствори. Исто има и масти во носот кои се во состав морска вода. Тие исто помагаат за подобрување на функцијата на носната лигавица, подобруваат за нејзино овлажнување и полесно почистување од загадените честички кои се наоѓаат во воздухот. Значи тоа би било нешто на дневно ниво што би било пожелно да го практикуваме, особено кога воздухот е загаден, но и во домовите исто така е воздухот сув. Тоа ќе ми беше наредно што сакав да се надоврзам на темата, бидејќи во зимскиот период сите грејни тела го исушуваат воздухот. Последно време, нели, доста семејства користат и овлажнувачи на воздух, но особено во овој постудениот период и грејната сезона се препорачува употреба на тие назални масти кои помагаат за рехидрирање на самата лигавица и промивки со солен. Може да не биде затнат носот, упорно затнат поради сувоста на воздухот во домот и просториите каде што работиме? Секако. Тогаш ќе осетиме и едно печење, една иритација, една здрвеност на околното ткиво околу носот, една болка при допир и при почистување со носна крпичка. Каква сметате дека иднината на PRP, методите на регенеративната медицина во оториноларингологијата?
Сакам да верувам дека ќе најде уште поголема примена од денес. Како што и рековте, таа е дел од регенеративната медицина. Сепак, се повеќе последното време или модерната медицина зборува за сопствената моќ на организмот, за лекување, за зголемување на употребата на пробиотици, бидејќи и тие се во основата на подпомагање на нормалните бактерии кои ги имаме во организмот и учествуваат во извршувањето на функциите на дигестија на храната. Така да се надевам искрено дека ќе наоѓа се поголема примена, како што нашла примена и во ортопедијата и дерматологијата, и дека ќе почнат и моите колеги повеќе да ја применуваат кога имаат проблем. Чисто размислував, ова е дел во близост на ортопедија и оториноларингологија. Зборуваме за темпоромандибуларен склоп. Често се соочуваме со болка, пациенти кои доаѓаат болка во увото, всушност увото е здраво, имаат артрит, воспаление на зглобот на горна и долна вилица. И дури разговарав со еден од моите колеги ортопеди дали и што би размислувал, дали би можело да го аплицираме и тука. Тука станува збор за еден мал интраартикуларен зглобен простор, некаде од околу 1 милилитар, може би, ПРП би било инжектирано, но се уште не сум почнал тоа да го применувам, но размислувам и во таа насока. Дали пациентите се запознаени со овој тип на третман во оториноларингологијата? Сметам дека не се кај нас и затоа се трудам покрај вашата емисија во пишување на текстови и во промовирање на самиот третман и здравствена реклама кога пациентите доаѓаат на преглед, каде некаде сметам дека би помогнало третманот за нивното излекување, го посочувам како пример. Некои прифаќаат, некои не. Но моје е да кажам, да дадам совет, а нивно е дали ќе се плашат кога ќе слушнат игла? Тоа ги одбива или? Точно, да, точно. Аплицирање со игла, може би тој дел. Да. Затоа и многу пациенти не одат на заболекар, бидејќи тука имаме апликација на локална анестезија со игла сепак. Да, поради страв. Така, но треба да се надминат тие работи и да се осознаат придобивките од регенеративната медицина. Ви благодарам што бевте гостин во Тилма амбуланта и што ни доближивте оваа тема, која што е не секојдневна. Денеска научивме нешто ново. Ви благодарам и за поканата. Почитувани, ова беше уште едно издание на Тилма амбуланта што го реализиравме во соработка со приватната клиничка болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и денеска и ви посакувам пријатен ден.